Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. Пешаците се најранливата категорија во сообраќајот. Од почетокот на годинава повеќе од 30 лица го загубиле животот во сообраќајна незгода, а најзагрозена е старосната група од 25 до 40 годишна возраст. Ова е само кусен најава за вестите кои следуваат. Останете со нас. Голем број човечки жртви поради невнимание и лоша патна инфраструктура. Ударните дупки во Скопје ги оштетуваат автомобилите на граѓаните. 270 неконтролирани депонии во Скопскиот регион. Сензорни соби за лица со посебни потреби во општина Карпош. Лошата патна инфраструктура, невниманието и непочитувањето на сообраќајните правила се најголемите причини за голем број човечки жртви предизвикани од сообраќајни несреќи. Возачите со желба да го избегнат сообраќајниот метеж, кој е секојдневна слика за македонската метропола, често прават прекршоци, а градските власти и понатаму немаат слух за потребата од брзи реконструктивни зафати на најфреквентните улици. Животот без сообраќај во денешно време е незамислив. Покрај основната цел на сообраќајот, поврзување на определени места, од особена важност е и аспектот да се сообраќа безбедно. Релативно големиот број на учесници во сообраќајот, возачи, пешаци, велосипедисти и мотоциклисти, несомнено создаваат услови за правење грешки кои влијаат врз безбедноста во сообраќајот на патиштата. Единствен начин да се избегнат несреќи е да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Од друга страна, постојаното брзање кое ни го наметнува животното темпо, како и големиот метеж во сообраќајот, не ставаат во искушение никогаш свесно да ги заобиколиме сообраќајните закони, предизвикувајќи несреќи кои за жал неретко завршуваат и со смртни последици. За решавање на сообраќајниот метеж, градот пред околу 1 месец најави изградба на нов мост во должина од 120 метри, кој опфаќа продолжување на булевар Асном, изградба на нов мост на реката Вардар, како изградба на 2 сообраќајни поврзувања, едно со булеварот Гоце Делчев и улицата Беласица, позади Скопски саем, а второто со улицата 16-та Македонска бригада кај ресторан Дојрана. Сепак, овој проект светлината на денот ќе ја види дури 24 месеци откако ќе почнат градежните активности, а пред тоа неопходно е да се распише тендер за изработка на проект за овој мега инфраструктурен проект, а во тек е изработка на проценка за експроприација на земјиштето и објектите кои се на трасата на овие сообраќајници, информираат од градот. Сепак, со тоа не се решава проблемот со сообраќајниот метеж во Скопје. Раскрсниците кај Мавровка и кај Зоил, како и големите булевари како Партизански одреди и Илинден, често се посочуваат како тесни грла, каде што во најфреквентните делови од денот возачите го губат трпението и прават прекршоци. Дополнителен хаос се создава на локациите каде што се одвиваат градежни работи за реконструкција, како што е примерот со булеварот Христијан Тодоровски Карпош во Бутел, каде веќе подолг период времето за патување е продолжено за речиси половина час. Очекувањата на градските власти се дека по финиширањето на градежните активности на дел од сообраќајниците, конечно ќе се подобри целокупната состојба во сообраќајот. Реконструкцијата на првата фаза од проектот за пробивање на булеварот Христијан Тодоровски Карпош до крстосницата со улицата Натанаел Кучевички е во завршна фаза и очекуваме истиот да биде комплетиран во наредниот период, велат од град Скопје, и додаваат дека во моментов се работи и на тендерот за втората фаза на овој проект, поточно до обиколницата. Обезбедувањето на соодветна патна инфраструктура, како за возачите, така и за велосипедистите и пешаците, е од особено значење за да се избегнат сообраќајните несреќи, во кои најчести жртви се пешаците. Според статистиката на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, за првите 3 месеци од годинава во сообраќајни несреќи загинале 33 луѓе. Најзагрозена категорија се лицата од 25 до 40 годишна возраст, а најчеста причина е човечкиот фактор, односно возачите на моторните возила. Ударни дупки, пукнатини и длабнатини на асфалтот по улиците на Скопје се честа слика која може да се види во градот. Револтирани возачи секојдневно реагираат за оштетените улици кои им представуваат проблем и оставаат лоша слика за главниот град.
Ударните дупки на главните сообраќајници и општинските улици се главна тема помеѓу граѓаните во Скопје. До редакцијата на Прва Скопска секојдневно стигнуваат реакции од граѓаните за оштетените улици кои им представуваат проблем на возачите. Причината за настанување на дупките е солта што се фрлаше зимава за да го стопи снегот на улиците. Надлежните велат дека со години ударните дупки само се крпат, без да им се направи комплетна реконструкција, па затоа многу брзо повторно се јавуваат пукнатини и се отвораат нови дупки на коловозите. Конкретно реакциите на граѓаните се за улицата Благоје Стевковски во Маџари, каде ударните дупки ги има во голем број. Дел од оваа улица во изминатиот период беше реконструирана, меѓутоа на асфалтот повторно има вдлабнатини и пукнатини кои представуваат голем проблем за автомобилите. Истата приказна е и со другите улици во повеќе општини. Во катастрофална состојба е патот кој ги поврзува Хиподром и Илинден. Таму поголемиот дел од патот веќе подолг период е со ударни дупки, ископан асфалт и вдлабнатини и никој не превзема ништо. За поздравување е акцијата на општина Карпош за детектирање на проблемите на улиците, каде граѓаните можат да пријавуваат ваков проблем. Пријавувањето се врши на адреса kontakt@karposh.gov.mk, како и на социјалните мрежи на општината. Од градот Скопје побаравме одговор дали и кога ќе се санираат ударните дупки на градските улици. Одговорот оттаму е дека секоја година јавното предпријатие Улици и патишта работи на терен за одржување и санација на сообраќајниците кои се во надлежност на град Скопје. Во моментов се работи на повеќе локации и екипите на јавното предпријатие ќе интервенираат секаде каде што ќе се појави потреба. Потреба за санација на ударни дупки има и на автопатот на влезот на Скопје. Овие дупки кои ги гледате позади мене се наоѓаат на влезот на Скопје и представуваат лоша слика за посетителите на главниот град. За состојбата на ударните дупки кои ги има на влезот на Скопје, како и на останатите патишта кои водат кон главниот град, се јавивме и во јавното предпријатие за државни патишта, но оттаму одговор не добивме. Револтирани граѓани велат дека загрижувачка е состојбата и кај регионалниот пат од Маџари до Катланово, поточно на насипот на вториот надвозник кај Јурумлери. Насипот на надвозникот почнал да се рони, најверојатно како последица од атмосферските води, кои се слеваат по насипот и предизвикува отстранување на камењата со кои е направена косината. Со зголемувањето на оваа дупка, која е веќе формирана, се загрозува стабилноста на насипот. Во Скопскиот регион има 270 неконтролирани депонии. За решавање на проблемот со дивите депонии се зборува неколку години наназад, но се уште нема конкретно решение. Во изминативе 2 месеца на оваа тема се заложија владата, Министерството за животна средина и ЗЕЛС со презентација на проекти за изградба на регионални депонии и за вклучување на централната власт за справување на проблемот на општините со дивите депонии. Но дали овие проекти ќе се реализираат на дело или ќе останат само на хартија, времето ќе покаже. Состојбата со управувањето со отпадот во Македонија е на многу ниско ниво, а негативните ефекти врз животната средина ги чувствуваме сите. Несовесни лица изфрлаат отпад на разни локации. Диви депонии се создаваат на секој дел од градот. Виновниците од една страна се надлежните институции кои со години не можат да изнајдат решение за овие диви депонии, а од друга страна самите граѓани кои треба да си ја зголемат свеста и да не создаваат самите диви депонии. Во Скопскиот регион има 270 неконтролирани депонии со количина на отпад од околу 5512 метри кубни. Додека пак контролирани комунални депонии што се користат од страна на општините за депонирање отпад во Македонија има 54, но само Скопскиот регион во функција ја има депонијата Дрисла, која е регистрирана за обработка и отстранување на безопасниот отпад и за собирање, обработка и отстранување опасен отпад. Во другите региони депониите се од времен карактер или неконвенционални. Во Македонија годишно се произведува 700.000 тони отпад, што представува сериозна опасност од еколошка катастрофа, која може да се спречи само доколку правилно се постапува со отпадот, односно се селектира, а потоа и рециклира за натамошна реупотреба. Според Законот за управување со отпад, начинот за решавање на проблемот со така наречените диви депонии е преку формирање регионални депонии. Дел од пораките кои беа изнесени на меѓународна научна конференција Греди 2018
18 насловена "Загаденоста на воздухот и нерегулирани депонии", што се одржа во Скопје, беа дека е потребен добар пристап со зелени технологии, да се почне да се решава прашањето за справување со отпадот и да се развие свеста на граѓаните дека депониите не се обично место за фрлање отпад, туку место каде се создава енергија. На конференцијата беше истакнато дека досегашниот локален пристап во решавањето на депониите во Македонија ќе биде променет во регионален. Ќе се определат локации за регионалните депонии, во кои ќе се инсталира опрема која што пред се ќе прави селекција, а потоа и преработка до крајни производи. Во борбата со справување со отпадот, Министерството за животна средина како решение нуди изградба на легални депонии во секој град. Во Македонија се неопходни регионални депонии за решавање на проблемот со отпад за поздрава животна средина. Во рамки на проектот во воспоставување интегрирано регионално управување со отпадот, се потенцираше потребата од вклучувањето на централната власт во делот на решавањето на проблемот со депонирање на отпадот, се до целосно спроведување на проектот, пошто надлежностите за отпад повторно би се вратиле на општините. Иако за овој проблем и решенија околу дивите депонии се зборува неколку години наназад, а се уште нема конкретно решение, се надеваме дека последните презентирани проекти во блиска иднина ќе бидат и реализирани, а не само оставени на хартија. Основното училиште Димо Хаџидимо во општина Карпош ќе добие сензорна соба, а во еден од новите реонски базени во Карпош ќе биде развиена и програмата за часови со терапевтско пливање. Ова денеска беше истакнато на потпишувањето меморандум за соработка меѓу општина Карпош и Сдруженијето Дајте ни крилја. Поддршката за лица со посебни потреби и подобрување на условите во кои живеат како еден од приоритетите на општина Карпош е целта на меморандумот за соработка меѓу општина Карпош и Сдруженијето на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби Дајте ни крилја. Потписниците се обврзаа да имаат заеднички проект во насока на заштита на децата и лица со посебни потреби, унапредување на нивниот психофизички развој, социјализација и интегрирање во сите процеси. Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев, посочи дека локалната самоуправа и представниците на Дајте ни крилја веќе разговарале за создавање на сензорни соби на децата со посебни потреби во основните училишта низ Карпош. Едно од училиштата кое ќе добие сензорна соба е основното училиште Димо Хаџидимов, кој е пример за образовна установа во поглед на успешната инклузија на лица со посебни потреби. Исто така, во еден од новите реонски базени во Карпош ќе биде развиена и програмата за часови по терапевтско пливање. Станува збор за специјализирана соба за деца со посебни потреби, каде што ќе може да минуваат дел од своето време додека се на училиште и се тоа има за цел нивниот престој да биде полесен и прилагоден кон наставната програма. Мора на соодветен начин на нив самодостапен и според нивните способности и потреби да се адаптира делот таа настава, за да можат дел од времето да го поминат во таа училница и да се опуштат и да научат нешто на соодветен начин на кој што на нив ќе им биде разбирлив. Така да ова ќе биде голема поддршка, значи за целиот, да кажам, кадар во училиштето и за помалите и повозрастните дечиња и мислам дека ќе биде одлично место за усовршување на способностите и достоинствен престој во училиштето на лицата со попречености. 3863 шахти во општина Киселавода беа опфатени во пролетната дератизација во оваа општина која се одвиваше во изминатите 20 дена. Во општина Киселавода заврши редовната пролетна дератизација, која изминатите 20 дена се одвиваше на нејзина територија. Постапката за уништување на глодарите опфати 3863 шахти и во урбаниот и во руралниот дел од општината. Дератизацијата ја спроведе приватна фирма во соработка со јавното предпријатие Водовод и канализација, преку секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина. Локалната самоуправа на Киселавода организира вакви акции 2 пати годишно, на пролет и на есен. На 20 април на сцената на Драмскиот театар ќе биде премиерно изведена новата представа Партија Реми во режија на Виолета Џолева. Текстот е едноставен, но суптилен и со длабока филозофија за животот и порака дека секој ден ни носи ново делење на картите.
Дали е животот среќа или стратегија е прашање кое го поставува новата премиера на драмски театар Скопје Партија Реми во режија на Виолета Џолева, каде што делењето карти е метафора за шансите што ги користиме или не во животот. Режисерката Виолета Џолева во 1985 година овој текст го поставила во Сараево, а овој пат го режира во драмски. А на сцената се актерите Маја Велковиќ-Пановска и Ѓокица Лукаревски, кои со Партија Реми одбележува 40 години актерска кариера. Тие играат човек и жена во дом за стари лица, кои преку играњето карти се запознаваат и си ги раскажуваат животите. Џолева рече дека текстот е едноставен, но суптилен и со длабока филозофија за животот и порака дека секој ден ни носи ново делење на картите. Сакала среќен крај и представата завршува оптимистички, дозволувајќи им да си дадат уште една шанса, да заминат во животот, да го напушта домот. Националниот комитет на ИКОМОС денеска го одбележува меѓународниот ден на спомениците и локалитетите на тема наследството за генерациите. Според последните податоци, Македонија поседува 7081 недвижен споменик, од кои 4293 се археолошки локалитети и 992 цркви и манастири. На тема наследството за генерациите, денеска Националниот комитет на ИКОМОС го одбележува меѓународниот ден на спомениците и локалитетите. Поделување и пренесување на искуството помеѓу генерациите е извонредно значаен чекор во културниот развој, кој од памтиве го карактеризира човештвото, соопшти Националниот комитет на ИКОМОС. На 18 април во 1982 година е одржан научен симпозиум организиран од Националниот комитет на ИКОМОС на Тунис и седница на бирото на ИКОМОС, и тогаш е сугерирано на тој датум, 18 април, во иднина да се прославува диверзитетот на наследството низ целиот свет. Археологијата во Македонија започнува од самото уредување на Македонија како државна единица, односно некаде во доцните 40 години. Според последните податоци, Македонија поседува 7081 недвижен споменик, од кои 4293 се археолошки локалитети, 992 цркви и манастири, 220 објекти од рурална и 379 од урбана архитектура, 47 кули, бедеми и мостови, 12 урбани и рурални ансамбли, 188 објекти од стопански карактер, 1000 споменици и споменобележја, 228 објекти од османлиска архитектура. Музеиските и галериските колекции содржат над 500.000 експонати. Поради технички зафати во електродистрибутивната мрежа, делови од општините Карпош и Центар утре ќе останат без напојување со електрична енергија. Дел од општините Карпош и Центар, како и дел од населбата Влае, утре во одреден период од денот нема да имаат струја поради технички зафати на Евана. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи, од 8 до 13 часот без електрична енергија ќе бидат корисниците од објектите на улицата Фјодор Достоевски во Карпош и дел од населбата Влае. Од 9 до 12 часот корисниците од булевар Партизански одреди во Центар, а од 9 до 15 часот корисниците на дел од улиците Петар Драганов, Копенхагенска, Бриселска, Негошева и Софиска во Карпош. До петок времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со повремен локален дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува претежно умерен северен ветер. Во петок во северните делови и долж по Вардаријето ветерот повремено ќе засилува и ќе биде малку посвежо. За време на викендот времето ќе биде претежно сончево, а дневните температури ќе бидат во пораст. Во Скопје утре времето ќе биде со локални врнежи од дожд и температура до 22 степена. В петок и сабота температурата исто така ќе достигне 22 степени, а в недела до 26 степени. Тука е крајот на урбаните вести. Ви благодарам што бевте заедно со нас. Повеќе информации има на нашата веб страна и следете на социјалните мрежи. Имајте пријатна вечер.